Продолжуваме да информираме на оваа тематика. Кате повели да споделиме најнови информации кои што доаѓаат од Црвениот крст на град Скопје. Се наоѓаме во Републичкиот Црвен крст, мала исправка само, доктор Саид Саити е генерален секретар на Републичкиот Црвен крст на Република Македонија. Знаеме за оние телефони кои што од вчера веќе се во можност сите ние како граѓани на Македонија да може да донираме. Тоа е според оној разговор кој што го имав пред ова линковско вклучување, можеби е најпаметното според него, но ајде еве вака и одблизу на лице место да ни кажете кога падна одлуката за да се отворат овие телефони. Вие сте веројатно цело време во комуникација со црвената полумесечина. Секако, значи, ние првите информации за земјотресот ги добивме вчера во раните утрински часови, некаде веќе после 10 часот ние ги објавивме нашите телефони, сметките кои се редовна активност во овие ситуации. Сметаме дека со тоа придонесовме нели луѓето кои сакаат да ја покажат својата солидарност и да ги разберат луѓето нели во неволја да ја манифестираат својата желба да донират и да помогнат. Значи, работиме долги години на оваа проблематика. Знаете, и хуманитарната помош е тема која, би рекол, се прилагодува на новите состојби и на новиот начин на живење. Цениме во Црвениот крст дека контрибуцијата, односно помошта во парични средства е најефикасна и најбрза. Не ги спречуваме иницијативите, граѓански, индивидуални секако, нели, да се покренат, но мислиме дека активностите во правец на мобилизирањето на населението да донираат парични средства преку нели повик на телефонскиот број единствен 143 400 на Црвениот крст на Македонија, кој е добро познат на граѓаните, затоа што секогаш во овие ситуации го активираме и тоа е наменет и средствата одат директно во наменска солидарна сметка, но секако можат и заинтересираните граѓани, компании и правни субјекти да донираат средства на нашата жиро сметка, која исто така вчера беше објавена, и тоа и денарска и девизна. Очекуваме одзив на населението, очекуваме дека како граѓани на оваа држава и овој пат ќе ја разбереме неволјата на други, затоа што ние во минатото често пати сме биле нели приматели на ваква помош во вакви катастрофални ситуации. Ова е една извонредно катастрофална, би рекол, голема катастрофа, несреќа која цел свет ќе се мобилизира, се надеам, и очекувам дека наредните денови ние, па и сите тие луѓе со добри намери и добра волја, нели, во овој правец ќе помогнат. За жал, прогнозите не се најдобри, од час во час бројката расте на настрадани, на погинати и повредени, и не знаеме како во текот на денешниот ден ќе заврши сето тоа, и можеби и наредните денови очекуваме тоа да расте, но секако дека мобилизирајќи хуманоста наша и на целата заедница и на целиот свет, мислам дека за момент ќе им помогнеме на тие луѓе, што е можно полесно, мада тоа не се така лесно надминува, но да се најдеме до нив, со нив и да им помогнеме, нели, да ги надминат маките и последиците од оваа природна катастрофа. Да, сега споделја колегите дека цело време тлото во Турција и во Сирија во тој регион се тресе. Последниот земјотрес е забележан во 6 часот и 59 минути, чинам 4,9, ако не е точно, се извинувам, нели, но над 4 степени по Рихтер. Голем број од луѓето кои што останаа без своите домови, нели, и заради земјотресите останаа надвор, нели, во очекување дека цело време ќе продолжи да се тресе тлото. Тоа значи дека им треба се нешто што значи, нели, и кебиња и нешто за стоплување и така натаму. Нели, што вели Црвената полумесечина, што се нивните муабети? Велите вие далеку е Турција за да можеме да ги нели експортираме тие толку многу бргу, така и да им помогнеме кога ќе им е најпотребно. Ние сме во постојан контакт со турската Црвена полумесечина, правиме обиди да стапиме во контакти со сириската страна, бидејќи таму малку ситуацијата е покомплицирана, добро позната, нели, во тој крај како политички, воено се одвиваат работите, но секако дека во овој момент најважно се спасителните акции. Луѓето да се спасат, да се сместат секако привремено. Тоа значи, тоа подразбира дека се потребни шатори, кебиња, вода, храна, но ние не сме против достава на хуманитарна помош. Велиме со оглед на дистанцата, со оглед на ситуацијата и околностите, сметаме дека паричната помош би била побрза и поефикасна. Така да во тоа се уште сме убедени, но не значи дека нема да се вклучиме во евентуална хуманитарна помош во подоснежните фази. Ние како национално друштво поседуваме наши залихи, наши резерви, и ние вчера ги ставивме на располагање на турската полумесечина 2000 пакети со храна и 2000 пакети со хигиена и 10.000 кебиња. Во моментот кога од нив ќе
биде побарани од наш кон нас, кога ќе биде упатено барање, ние сме подготвени да го организираме сето тоа. Вчера се зборуваше и за активности околу прибирање на крв, крвни продукти, но секако дека е важно да се каже во овој момент дека сето тоа, би рекол, таа помош е по посебен режим, бидејќи тоа треба да биде по договор меѓу двете влади, сепак крвта има еден продукт кој не може така на едноставен начин ние и да ја прибереме и да ја извеземе, така да би апелирал во оваа ситуација сето ова да се случува на еден координиран начин. Знаете, секоја работа си има некои правила, некој редослед на нешта, и хуманитарната работа и хуманитарната помош подлежи на таква правила. Не е едноставно да се извезе хуманитарна помош, не е ни едноставно да се прифати хуманитарна помош, имајќи ги во предвид сите оние царински процедури и законски ограничувања, би ги нарекол, кои стојат на патот на едно такво однесување. Затоа што, знаете, треба да се подготви документација, фитопатолошки контроли, царини и така натака. Не е едноставно да увезете храна од една во друга држава и обратно. Затоа велам да не брзаме во се и се што, нели, да ги повикаме граѓаните да собираме, него едноставно да ги следиме потребите на населението. Тоа ќе го правиме на овој начин што ќе се консултираме одблиску со турската полумесечина и на дневна основа ќе ги соопштуваме сите тие потреби. Никому не браниме, нели, да воспостави контакти и комуникација, не претендираме да сме единствени, но сметаме дека во оваа пригода навистина треба да се остане присебен и сета енергија насочена позитивно во оваа ситуација да биде максимално искористена и максимално да ги постигне своите цели. Воспротивно, ќе се движиме сите на терен, ќе правиме некакви активности, некакви иницијативи, на крај ќе се сведе на тоа, еве ние ја собравме помошта, сега вие однесете, а не се носи така лесно, затоа што пак ќе велам, има правила и процедури. Од тие причини, моје и наше мислење и став на организацијата дека во овој почетен момент, овој вид на помош е поефикасен. Така да, повторно велам, во следење на состојбите понатамошни, ќе се прилагодуваме и ќе гледаме заедно со сите граѓани на оваа држава, секако и со владата и со сите заинтересирани субјекти, да помогнеме на луѓето да ја надминат несреќата која ги задеси. И за крај само кажете ми што се однесува до тимовите, праќање на тимови на Републичкиот Црвен крст таму на лице место, значи во Турција и во Сирија. Како стојат работите? Дали можеби ако е потребно ќе испратиме и тимови? Значи, ако е потребно, но знаете, кога зборуваме за тимови, сепак треба да имаме во предвид како институции ние и сите останати со какви тимови располагаме и со какви можности материјално-технички. Тоа се многу специфични операции за спасување. Не сите држави, не сите организации го можат тоа. Ние ќе бидеме дел на сите тие иницијативи, значи ако треба ќе се приклучуваме и на некои од институциите на државата. Обично и генерално црвените крстови од регионот тоа го прават во состав на тимовите на државата. Ние ќе ги понудиме нашите најдобри луѓе, но повторно велам, секоја катастрофа, секоја несреќа има свои специфики и не можете вие да испратите и неподготвени луѓе, и необучени луѓе, и неопремени луѓе, значи ќе се процени за тоа што сепак испраќате луѓе во друга држава, сето тоа нели е одговорност на организацијата, ќе го процениме добро тоа и во зависност од тоа што ние го поседуваме и го располагаме, секако дека ќе го ставиме во функција на операцијата. Така, доктор Зети, ви благодарам за овој исцрпен или детален извештај и уште еднаш подсетување на крајот само од ова линковско вклучување. Телефоните врака 143 е за сега она што најмногу ќе дојде до сите како помош до сите оние кои што им е потребна таму помош во очекување, држиме палци да бидат што помалку луѓе, но не велат така последните информации.